Почитувани, во изминатите 12 години Општина Прилеп, начело со градоначалникот Маријан Ристевски, и Сдруженијето на пензионери од овој град воспоставија одлична соработка, од која произлегоа голем број заеднички реализирани проекти, како што се следниве: јавниот градски превоз, отворањето на голем број пензионерски клубови, изградбата на голем број паркови, изградба на капели, патувања, настани за рекреација и дружење, изградба на цркви. Во изминатите 12 години се случи и тројната соработка помеѓу Сдруженијето на пензионери, локалната самоуправа и владата на ВМРО, ДПМНЕ, со што значително се подобри квалитетот на пензионерите во општината. Плодови на таа соработка пред се беа покачувањето на пензиите, бесплатното банјско лекување, намалувањето на цените на лековите, подобрувањето на квалитетот на здравствените услуги со инвестициите во сите здравствени институции во Прилеп и уште многу други проекти. Еден од проектите кој директно придонесе за подобрување на животот на старите лица е секако проектот Супер Марио, кој е единствен ваков патент проект во Македонија и кој представува гордост на оваа локална самоуправа. Во проектот учествуваат преку 20 волонтери со граѓани, кои се грижат за околу 100 стари и изнемоштени лица, на кои што им треба помош и внимание околу нивното нормално функционирање и живење. Помошта се состои во нивна редовна посета, набавување на потребните намирници, лекови, грижење околу здравјето на лицата, помош околу домашните обврски. Исто така, еден од најкапиталните проекти кој произлезе во соработка со пензионерите и нивните барања е воведувањето на јавниот градски превоз. Проектот е успешно реализиран. За прв пат во историјата на Прилеп се формира јавно предпријатие за градски превоз, од кое најголем бенефит имаа пензионерите. Општина Прилеп, начело со градоначалникот Маријан Ристевски, знаат како. Беа отворени повеќе пензионерски клубови во градот, кои функционираат одлично и се места каде што пензионерите се дружат, и тоа во урбаните заедници Гоце Делчев, Рид, Тризла, Бончејца, а моментално е завршен и проектот со претходното Министерство за труд и социјална политика на ВМРО ДПМНЕ за отворање на ваков клуб во најстарата населба Варош. Наскоро своји пензионерски клубови ќе добијат и населбите Корзо, Жабино Мало, Сточен пазар и други. Стратешката определба е Општина Прилеп континуирано да го подобрува квалитетот на животот на повозрасните сограѓани, на пензионерите. Затоа, водени од вашите потреби, продолжуваме да работиме заедно и после 15 октомври. Продолжуваме заедно за достоинствен живот, за Прилеп.